Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме во ова вечерва посебно издание на отвореното студио. Скопје 2 дена се тресе. Последниот потрес беше, речиси, непосредно пред почетокот на оваа емисија, а се случува постојано и граѓаните на Скопје ми се чини со право се малку и загрижени и вознемирени, затоа што не знаат кога се тоа ќе престане. Некои се повеќе паничери, некои не, некои излегуваат надвор, некои остануваат дома, не знаејќи колку нивните домови се безбедни, некои од нив се селат привремено кај роднини, кај пријатели во други делови од градот или пак низ републиката, онаму каде што е помирно и каде што нема опасност од потреси, бидејќи очигледно дека овие потреси се типично скопски или го фаќаат скопското трусно подрачје. На оваа тема ќе говориме со тројца еминентни гости. Професор доктор Горан Марковски од Градежниот факултет. Добро вечер, господин Марковски. Професор доктор Климе Поповски од председател на Агенцијата за осигурување. Добро вечер. И ја очекуваме професор доктор Драгана Черник Атанасовска од Сеизмолошката обсерваторија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Очекуваме секој момент да стигне. Предпоставувам, односно знам дека таа доаѓа од своето работно место, каде што сите таму вработени се ангажирани деноноќно, дежурства, давајќи информации на сите медиуми, следејќи ситуациите на теренот и така натаму. Значи, ќе имаме изворни информации за тоа колку земјотреси, до кога ќе трае, ако знаат, колку е безбедно да се живее во Скопје и на крајот на криштата, што доколку има оштетување, дали може нашите домови да ги осигураме и што за возврат можеме да добиеме од тоа. Еве на овие теми, до мене има еден шлем што го донесе професорот Горан Марковски. Професоре, од што може ова да не штити, зошто го донесовте? Професор, дали треба да го носиме сите тука во студиото или шлемот е донесен како една символика за потребата од превентива и потребата од почитување на стандарди. Потребата од превентива во овој случај, поврзан со денешната тема, е квалитетното градење, како превентива од заштита од земјотреси, а квалитетно градење е можно само ако се почитуваат сите стандарди во текот на процесот. Добро, а јас само да кажам дека ние имаме репортери на терен. Вклучуваме колешката Јана Јосифовска, да видиме после последниот потрес како се чувствуваат граѓаните, како реагираат и што има да изјават. Јана, ако се слушаме, те молам, кажи ни каква е атмосферата таму и од каде се јавуваш, да знаеме. Така е, Љубиша, одлично се слушаме. Јас сум моментално во Скопски Сингелик, каде што видно е граѓаните, сите жители се излезени надвор пред зградите, значи видлива е голема вознемиреност кај жителите. Имено ние, како што и вчера информиравме, во зградите во оваа населба, односно со броевите 157 и 159, кои што претрпеа поголеми оштетувања и покнатини по фасадите и внатре во становите од вчерашните земјотреси, меѓутоа и по овој кој што се случи пред малку вечерва, сите се надвор и секако се плашат да се вратат во своите домови. Имав прилика да поразговарам со дел од нив, велат дека не планираат да се вратат назад во своите станови, стравуваат за својот живот. Во моментов, како мој соговорник, го имам господин Мирче, специјално за телевизија Нова, ќе ни пренесе дел од атмосферата вечерва. Добар ден, господине Мирче, добро вечер, се извинувам. Вие сите сте надвор, како што може да се види. Дали го почувствувавте последниот земјотрес? Да, го почувствувавме, сега пред 1 сат време беше. Како што гледате и самите, сите луѓе се надвор, оштетена е цела фасада, соби, врати, малтерот паѓа од ѕидовите. Вознемиреност има кај луѓето, претежно се постари луѓе во години, дечиња има мали. Значи, никој не, кај што вртевме, кај што баравме и у Цук, и у Мук, било каде, никој не да дојде да се јави, да најдеме чаре што ќе се прави.
И решивме да направиме петиција утре са бајле ќе одам до општина да видиме да бараме спас чаре некој од таму ако може да ни помогне. Добро, и ноќва ќе ја поминете надвор? Надвор, никој не сака да се врати во натре и стварно е тоа страшно нешто. Не може. Луѓето си одат, некои си бараат чаре, си одат по други. Дали од овие згради можеби имаше повредени лица, стари, изнемоштени? Немаше повредени лица. Ако беа постари, ама немаше повредени, немаше никак. Има голема штета. Штета подрумите, мисле катастрофа. Зидовите и самите видовте, се знаеш. Треба да дојдат, не знаеме кај да се обратиме прво. Да бараме помош, да некој да ни каже дали во оваа зграда веќе може да се живее или не. Ова е критична работа, не знам што да речам друго. Синоќа поминавме под отворено небо, така ви беше. Нема да се врати никој, сите тука ќе седат цела ноќ. И синоќа бевте под отворено небо? Сите бевме надвор. На улица. Тука по тревите седат. Со собствени кебиња, со така. Тоа е, нема шо. Вашата телевизија ни обекаше Фала на телевизијата, викам, што ни спаднавте у сусрет, ете вака, бареме една утеха што вика да ни дадете, иначе кај ќе одиме, не знам, што ќе правиме. Добро, ви благодарам. Љубиша, ете како што можевме да слушнеме дел од сведочењето на жителите тука во Скопски Сингели, значи се прилично вознемирени, се плашат за својот живот, односно да се вратат во своите домови по серијата земјотреси кои што веќе 2 дена го тресат Скопје. Повели, ако имаш дополнително прашања. Дали живеат во куќи, не можев да разберам, или во некоја зграда? Така, Љубиша, станува збор за згради, односно тоа се жители на зградите 157 и 159, кои што и по вчерашните земјотреси исто така беа повеќе оштетени. Значи, во оваа населба Сингелиќа имаше повеќе оштетувања пријавено и во Ченто. Значи, станува збор за жители кои што живеат во згради. Екипата на телевизија Нова ги регистрираше и пукнатите ѕидови и оштетените нели станови внатре, така што во наредното јавување ќе ги имаме и овие инсерти за да можат гледачите да видат за што станува збор. Љубиша? Јана, благодарам за јавувањето. Веднаш имаме слика што ја следи 2 дена во Скопје, професор Марковски. Предпоставам дека таму каде што живеете вие има случување каде што граѓаните трчаат, излегуваат, се во паника, некои се попанични, некои не, некои тераат мајтап, но стравот е присутен кај сите. Се слушаше во медиумите дека новоградбите, да ги речеме, изградите во последно време во Скопје се безбедни за живење, но очигледно еве во Сингелиќ имало оштетувања. Безбедно ли се живее во Скопје? Барем што се однесува до градбите, за земјотресите ќе говориме подоцна, тој ќе дојде Черник. Стравот е психолошка категорија која не може да се исклучи, се разбира. Сите ние го поседуваме стравот и го манифестираме на различен начин. Овде интересно за анализа во овој случај е присутното, голем страв присутен кај населението, очигледно. Прашањето на што се должи тој страв? Значи, прво, дали сме ние поплашлива нација од колку што би требало да бидеме, во што се сомневам. Понатаму, дали населението се сомнева во квалитетот на градењето воопшто. Бидејќи колку што ја знам и гледам, имаме луѓе кои ги напуштаат домовите и во новите стамбени згради, кои се градени по нови стандарди, со нови материјали, би требало да бидат квалитетни и би требало да се има поголема доверба во квалитетот на тие згради. Или може би едноставно страв посетување на 63-та. Веројатно носиме малце и колективна меморија од земјотресот од 63-та. Навистина, 1963-та е еден нулти датум во историјата на Скопје. Често, кога зборуваме за случувања, збориме дали се пред или после земјотресот случени. Па, веројатно, тоа си го носиме и во гените. Но ово што го споменавте е многу битно, значи недовербата може да... Да, тоа е малце, искрено да ви кажам, и мене како градижник малце ме вознемирува таа недоверба и ме разочарува, искрено да кажам, бидејќи сметам дека голем дел на градбите во Македонија и во Скопје
се далеку помоćни од овие земјотреси што ни се случуваат во овие 2 дена. Еве само една паралела ќе направам со тој скопски земјотрес од 63 година катастрофален, чија магнитуда била некаде околу 6, со голем број на жртви и голем број на разрушени објекти. 6 по Рихтер? 6 по Рихтер, со голем број на разурнати објекти, но ниту еден армирано-бетонски објект не бил урнат во тој земјотрес. И тоа, изградени во тоа време армирано-бетонски објекти, далеку со понизок квалитет од овие што денес се изведуваат. Кои се попознати објекти од тогаш? Па од тогаш, например, попознати армирано-бетонски објекти кои немале поголеми оштетувања, односно не биле разурнати, се трите висококатници, 14 катници во Карпош. На Партизанска, На ни со плави да, една балкони. е на Партизанска, другите се Да, повлечени внатре на Никола Тесла, Со мислам плавите дека се вика балкони. таа улица. Понатаму кулата на Работнички дом, Да, за таа се говори исто. кулите на Кеј, сега што се вклопени во градски трговски центар, трокраката кула што е блиску до подвозникот, исто во централното градско подрачје. Значи, ниту една од овие згради кои биле пресметувани многу едноставно, дури не биле анализирани на земјотрес, туку биле анализирани само на дејство на ветер како хоризонтален товар, го издржале земјотрес. Сите разурнувања што се случиле во Скопскиот земјотрес биле претежно на многу примитивно изградени објекти и на објекти изградени од тула, односно масивен. Што било масивен традиција во систем. тоа Што било време на традиција и што градење? било ниво не само Ниво на не само во стандард. Скопје, не било карактеристично само за Македонија и Скопје, туку во Да, да. рамките на бившата заедница се градело на тој начин. Ама сега, еве да речеме Сингелич, овие згради не се сигурно толку стари, а имаат оштетување. Кога се смета дека се безбедни за живење, професоре, тоа значи дека нема да се урне зградата, може еден спрат, може фасада или делови од фасада. Јас, Што се да, смета дека се конкретно, да, не може да бидам за кој тип Не оштетување јасно. станува збор, меѓутоа кога имаме делување на поинтензивни земјотреси, во тој случај оштетување од аспект на отпаѓање мали парчиња маутер, На појава на пукнување. пукнатини, на некои елементи, не ги сметаме за оштетувања кои се сериозни, кои може да нарушат стабилноста на објектот. Значи, да правиме разлика, би требало се прави разлика секако меѓу сериозни оштетувања кои го доведуваат до прашање употребата, користењето на објектот и спорадични оштетувања кои лесно можат после известно. Но не се живото опасни. Сега Апсолутно, човек може да слика да. зидот, да падне, па да... Ние видите штета. дури и во прописите при јаки земјотреси не се вели дека објектот нема да претрпи оштетување, но да претрпи оштетување од таков карактер кои нема да го доведат во прашање безбедноста на оние кои го користат. Само уште едно прашање пред да проминам со господинот Климе Поповски. Новие граѓани од Сингелич би им препорача да се вратат во своите станови и се спијат на раат или да седат надвор? Тоа само врз база на ова јавување на вашата колешка од Сингелич, на вистина не можам да го кажам и да го проценам. Не знам за каков тип на објекти станува збор пред се. Значи би било премногу паушално да... Што значи тоа каков може. тип? Значи, Зграда кога се правена изградени, сега. Тако е правена сега и ако се почитувани стандардите при незината изведба, тогаш сметам дека не би било ризично да си се вратат во својот. Има ли некоја институција, бидејќи тие се вознемирени, ќе пишуваат петиција, преземаат мерки кои што се можеби делуваат ирационално, но тие бараат некој чареве од спас, до кога ќе се жалат, не знам. Има ли некој попис на сите објекти, како се правени, кога се правени, дали може да се некоја категоризација да има на безбедност? Да, добро дали прашање. градот води некоја таква Добро евиденција? прашање ви ова. За жал, колку што јас знам, таква категоризација на објектите кои се во Скопје не постои. Но, например, еве сега ќе направам споредба со Истанбул, после оној силен земјотрес од почетокот на 90-тите години што се случи во Турција катастрофален. Тогаш се подигна свеста за потребата од квалитетот на градба. Тоа беше страшно, во зидовите гледавме конзерви од Апсолутно. Тоа се Кока-кола, покажа сите аномалии кои може да бидат присутни превари на и така. границите. И подкраднување на простор, подкраднување на дел од обалната и така натаму за градба и сето тоа после како бумеранг се врати, за жал со голем број жртви.
Например, има проект да целиот Истанбул сите објекти во Истанбул да се категоризираат во однос на нивниот квалитет и носивост, односно способност за Тоа е добра издржување на древни земјотреси. Така да би требало веројатно и кај нас тоа да се направи. Господин Поповски, може прво рекламите, па после да се свртиме кон вашиот дел од прашањата. Одиме со првиот блок реклами. Изборот на хотел треба секогаш да биде мудра одлука, затоа што кога избирате хотел, бирате многу повеќе од место за престојување, а бирајќи мудро, избирате почеток на успешна и убава приказна. Елит Плаза ви нуди комфор и луксус, идеални услови за вашите деловни состаноци и семинари, но и многу повеќе. Опуштени и незаборавни моменти, неодолливи гастрономски предизвици, релаксација и рекреација. Доживејте го динамичниот ритам на Скопје од сосема поинаква перспектива. Хотел и бизнис центар Елит Плаза, место каде повторно се враќаш. Агенција Идеал Травел и Идеал Превоз. Идеално решение за вашите патувања. Секој ден редовна експресна линија за Црнагора преку Албанија. Секоја сабота еднодневно капење во Береја и шопинг во Солун. Секоја сабота и недела еднодневно капење на Кавитеја, Полихроно, Ханиоти и Сани Бич. Албанија, Драч, Балона, Саранда и Ксамил. Уживајте во комфорот и удобноста на нашите автобуси. Вашата доверба е наша привилегија. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула Г132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење. Да, еве не повторно, туку што добив точната информација од Сеизмолошката обсерваторија на Природно-математичкиот факултет, од кај што ја чекаме и госпоѓата Черник Атанасовска, но бидејќи ја нема, ќе морам да прочитам, наместо таа да ни каже. Значи, телеметриската и сеизмолошка мрежа на Македонија со станица во Скопје, Штип, Валандово, Бител, Охрид и Крушево, одржувана од ПМФ, денес регистрира 2 земјотреси од источниот дел на Скопското епицентрално подрачје. Овие земјотреси се случија едно по друго во 19 часот и 53 минути со Рихтерова локална магнитуда на првиот земјотрес 2,4 и на вториот 4,0. Истите се почувствувани во Скопје и околината со интензитет на првиот 3 степени и на вториот од 6 степени според Европската макросеизмичка скала. Ова ќе го провериме и со доктор Драгана Черник Атанасовска, веднаш што ќе пристигне во студиото во ТВ Нова. Мислам дека доволно долго патува од работа до тука, но еве каде ќе стигне. Господине Поповски, дали ова психологија за што говореше и Горан Марковски, дека не им дава на луѓето да се вратат дома, издегуваат надвор и така натаму, дали тоа ги поттикнува после поплавите и сега со земјотресот да се развие малку свеста и да одат да си ги осигуруваат домовите, куќи, станови и таму каде што живеат? Каква е денешната ситуација? Имате ли информации дали е зголемен бројот на оние кои одат по осигурителните компании?
На жалост, секогаш лошите искуствата со оваков вид на катастрофални ризици ја даваат лекцијата дека луѓето тога стануваат свесни колку е важно да се осигуруваат од ризици од катастрофална природа. Токму денес во комуникација со сите друштва за осигурување, тие се 11 на број кои што нудат ризик земјотрес, укажува дека има енормно зголемен интерес за купување на имотно осигурување со вклучен ризик земјотрес, како што беше и реакцијата после поплавите. Така е. Прашањето е зошто ваквите лоши искуства представуваат лекција. Ако гледаме малку статистички наназад, ќе видиме дека не секогаш проблемот е на страната на побарувачката. И да кажеме, секогаш да кажуваме дека ниската свест е причина за некупување. Меѓутоа, години наназад ние немавме адекватна понуда на осигурување од ризик земјотрес, па и од ризик поплава од страна на друштвата за осигурување. Значи, имавме проблеми и на страната на понудата и на страната на побарувачката. Не се најдовме. Да, паралелно во последните 5 години, благодарение на динамизирање на активноста на друштвата за осигурување, каде што сватија дека понудата е таа што креира побарувачка, веќе се појавија адекватни продукти со вклучен ризици од катастрофална природа. Понатаму време да се истакне дека многу влијаеше на промоцијата и поддршката кој што го даде проектот Европаре, познат како Европаре, со поддршка на Светска банка и владите на Република Македонија, Србија и Албанија, бидејќи тој е регионален проект, кој што даде еден стимул, едно рекламирање за тоа колку е важно да бидеме свесни за постоењето на ризици од катастрофална природа. Јас кога бев и на претходната емисија гостин кај вас, малку го отворивме прашањето за ризик земјотрес, јас ви кажав дека едни од најинтензивните, со најголема јачина земјотреси воопшто во историјава на Европа регистрирани, се случаи на територија на Република Македонија. Дори во топ 10 имаме еден таков регистриран земјотрес во југоисточна Македонија, меѓутоа кажавме дека се случил на терен каде што немало концентрација на средства и поради тоа немало и материјални загуби. Меѓутоа, оно што не радува дека ако ги видиме бројките, ево јас ќе дам некои бројки, заклучно со прво полугодие, денес имаше и навалица имаше навалица, меѓутоа не радува фактот дека во последните 2 години имаме една добра стапка на пораст на продажба на полиси со вклучен ризик земјотрес. Ево кажам како пример, во 2014 година имавме 1052 договори. Со 36.2016 зборуваме само за половина од годината, имаме веќе продадени 3600. Значи 3,5 пати повеќе се продадени договори за осигурување со вклучен ризик земјотрес. Да, пред да се случи. Зборуваме до 30 јуни. Значи извештајниот период е на секој квартал, на секој 3 месеци. Па се надеваме дека ќе порасте, посебно после ова искуство од овие 2 дена и она што денес го слушаме од друштвото за осигурување како реакција. И тоа дај Боже да застане вака, да нема навистина трагични катастрофални последици. Па да се надеваме. Да, тоа е добра полука вака ако остане. Да, како и да е, ризикот земјотрес кој што е дел од договорите за осигурување, треба да се знае дека не се однесува за покривање на финансиски загуби доколку тотално се уништи одредена куќа или пропадна зграда. А тоа не се исплаќа. Се исплаќа и тога, да. И тога се исплаќа, меѓутоа и овие што ги слушаме сега реакции од граѓаните, каде што имате штети од паѓање на плочки, од малтерот дека панел или фасада, има некои распакувања. Понатаму може да биде предмет на осигурување самите движни предмети кои што се востанути во куќата. Ако се оштетат заради земјотресот. Ако се оштетат заради земјотресот, значи причина да биде земјотресот, сето тоа друштвото за осигурување треба да го исплати. И затоа се купува полиса за земјотрес. Оно што треба да го знаат граѓаните е дека оно е стандардно домакинско осигурување, ризикот земјотрес, како и ризикот поплава, не се составен елемент. Туку тие дополнително се плаќаат, бидејќи изложеноста на ризик е многу поголема
И во однос на овие два видови на ризици, друштвата осигурување се имаат и посебна ценовна политика и посебни стандарди, критериуми за превземање на ризик. Што значи тоа превземање на ризик? Прво, на територија на Република Македонија, ако се направи на таква сейзмолошка карта или мапирање на ризик, не е сегде исти степен на изложеност на ризик од земјотрес. Дури на територија на Скопје, тоа значи дека имате некои подрачји се помалу изложени на ризик земјотрес, некои се повеќе изложени на ризик земјотрес. Ова се базира сознанија? Да, овие сознанија се базираат, ако ви кажам дека и направено е такво мапирање на ризик на територија на Македонија, од страна на тоа беше составен дел од проектот Европа кој што беше поддржан од Светска банка, и при тоа Светска банка ангажира светска позната консултантска куќа од Соединетите Американски држави, која што е во функција на оценување на степен на изложеност на ризик и земјотрес и поплава. При тоа, нивни мапирања ги прават за секој поединечен стамбен објект во Република Македонија, за секоја куќа, за секој стан, за државен имот, за правно лице и така натаму. Чекайте, тоа се однесува заради на база на подрачјето каде се наоѓа? Да, на подрачјето и на база на 100 годишна историја во следење на земјотреси. Они не знаат точно која куќа, во што говоревме со професорот, не знаат која категоризација, како е градена и правена, не може да знаат. Тие имаат, како што кажав, веќе преку 100 годишно статистички податоци во однос на следење на кои места во Република Македонија се случувале ризик земјотрес, со кој интензитет. Сега јас не сум експерт во однос на земјотрески инженеринг, меѓутоа имаат такво знаење на база на 100 годишно наблюдување. Понатаму направија една анализа на терен, каде што се вршеше вреднување на секој објект. Дали е изградба од дрво, дали е арматиран бетон и така натаму, за да може да направат мапирање на тој ризик. При тоа постои една веб страна, која што се вика... Добро. Ме молам, покасно, сакам да се навратам на безбедноста на градбите во Македонија, за која што говореше професорот. Професорова, сега не е тука господјата Черник, ја не знам зашто толку доцни, има многу прашања за земјотресите, тоа и најмногу ги интересира луѓето во Скопје. Но ајде, бидејќи говориме за градбите. Ако постојат сателитски снимки, ако постојат вакви проекти каде што како да кажем, земјината топка е на дланка. Значи, тие знаат секаде каде имало 100-годишна традиција за земјотреси и на основа на тоа се осмелуваат да осигурат или да не осигуруваат одреден објект. Дали ние можеме да знаеме кои делови од Скопје се побезбедни, а кои не? Дали се знае навистина тоа? На какво подрачје живееме? Значи, тоа е локален расад, локално тусно подрачје или пак се вкрестуваат некои регионални? Да, познато е дека ја исто така не сум голем експерт во областа на сизмологијата, меѓутоа познато е дека Скопската котлина е едно сеизмо активно подрачје со бројни раседи испреплетени меѓу себе, кои од време на време се активираат и тоа нас не треба да не зачудува. Обратно, нас би не зачудило ако долго време во Скопје нема земјотрес, не се случи земјотрес. Заради тоа што го говорите. Заради тоа што да, значи очекувано е да во Скопската котлина има земјотрес. Ева само ќе наведам пример од земјотресот од 63-та година. Од една страна, една од негативните страни кои со себе ги донесло тој земјотрес било што бил навистина изненадување за населението, па и за инженерската тела. Имено, има интересен податок дека и покрај тоа што далечната 48 година биле донесени некои скромни прописи за асизмичко проектирање на објектите и градење, никој нив не ги третирал. Односно, никој не ги пресметувал објектите за дејство на земјотрес. Се додека не се случил Скопскиот земјотрес, кога настанува револуција во однос на третирањето на оваа појава, и тоа не само во Македонија, не само во бивша Југославија, туку и многу пошироко. Дури и на европско ниво, Скопскиот земјотрес има предизвикано будење на свеста во инженерската фела, дека станува збор за
сериозен проблем кој мора да се третира. После тоа, после земјотресот, например, во наредните 2 години има податоци дека се имаат случајно дури 600 потреси во Скопската котлина. Значи, од 63-та до октомври 65-та година, само 2 години. Само за 2 години се случени 600 авторшокови. Кои почувствувани, кои не почувствувани, меѓутоа бројката е таа евидентирана. Значи не е чудно. Скоро секој ден по еден. Скоро секој ден по еден, да. Да речеме некој просек ако удриме, што така покажува дека поместувањето на Значи треба да се живееме со ова сознание дека така ние треба во свеста секогаш да го носиме сознанието дека овој регион е подложен на земјотреси, а најмногу тоа треба да биде присутно во моментот кога носиме одлука да инвестираме во градба. Имено, јас би бил многу среќен ако барем еден мал процент од овој страв што сега го поседуваме овие 2 дена, биде присутен и во моментите кога носиме одлука да започнеме со инвестиција во некоја градба. Мислите ли дека сепак таа психологија на квалитетна градба издоминира во последниве децении, дека граѓаните градејќи индивидуални објекти сепак внимаваат малку на како да речем тоа квалитет и таа сеизмичка. И што е тоа сеизмичка проектирање и архитектура? Што значи тоа? Сеизмичко проектирање на конструкциите, еве, наједноставно ќе се обидам да објаснам, значи да испроектираме, да изведеме конструкција која ќе биде отпорна на со прописи дефинираните земјотреси. Како ќе знаеме дека е тоа? Значи доволно. Колку железо, колку цимент, колку арматура, каков темел? Од испитувањето на тлото до почитувањето на сите стандарди кои се важечки и светски сознанија во таа област, до добар концепт на објектот, добар проект со сите елементи содржани како што треба, добра контрола на проектот, добро изведување на квалитетно изведување, добро надзорирање на објектот. Сето тоа ако се изведе како што треба е сосема доволна гаранција дека нашиот објект ќе ги издржи земјотресите без никаков проблем. Овдека имаме една карта, епицентрална карта на Скопското трусно подрачје, така? Јас ќе задржам малку подолго, за да може камерата да ја фати. Не знам дали вие може да објасните. Овие линии се сите расадите. Која е главната расадна линија? Ако може да покажете. Она што е актуелна и деновиве, а таа била актуелна и во 63-та година, тоа е оваа расадна линија која се простира од селото Бразда, например, па преку Расадник, тука оди кон Бутел, оди кон југо-исток и таа се вкрстува со една скоро нормална на неа расадна линија која поминува низ централното градско подрачје и оди во нападините на Водно. Гледате, со кругчиња се означени случајните земјотреси, ова е анализа која е правена после земјотресот, тогаш многу се за 63-та година, за 63-та година, многу се вложувало во истражување и во анализи. За жал, значи напредокот на струката може да се темели само врз опсежни долгорочни анализи. Преку ноќ ние овие проблеми не можеме да ги разрешуваме. Гледате, со кругчиња се означени случајните потреси и тие доминираат токму во реонот во кој што и денес Скопска Црна Гора, значи токму Стајковци, Арачиново. Ова е центарот на градот. Да, ова е централното. Овде нема многу. Проаѓа централова. Проаѓа имало и тука се разбира една линија, меѓутоа гледате концентрацијата е во тој. А што се овие линии? Сите тие се расебни линии, кои со поголема длабочина, кои со помала длабочина, кој поактивен, кој попасивен. Цела мрежа, значи ние живееме на апсолутно, тоа за нас не е ништо ново. Тие се на оваа длабочина колку од 5 до 10 километри како што ова што се случува, тоа е една од да речам спецификите на земјотресите овде што се релативно плитко се случува, со тоа што нивната манифестација на тлото е поинтензивна. Сега век прашувам генерално. Значи Скопје сепак плански, ако говориме не индивидуално како град, дека треба да се води сметка дали кога се планира градот, каде ќе се гради, се има предвид на кое трусно подрачје повеќе или помалку ќе се гради, или тоа е ирелевантно? За жал не се води сметка за тоа. А има подрачје во градот врз основа на тлото кој го имаат да се процени ризикот во однос на земјотрес. За жал во последниот период не се води сметка за тој аспект при урбанизацијата на градот.
тоа си го водат осигурителните компании повеќе, бидејќи нив им е тоа бизнис, така? Да, ево ќе ви кажам еден пример. Токму денеска ние направивме еден експеримент со колегите мои, вработени во Агенцијата за супервизија на осигурување, кој што сите живееме моментално на територија на Скопје. За тоа колку секој нас кој што живее на различни делови од Скопје е изложен на ризик на земјотрес и која би била и премијата што треба да се плати према друштвата за осигурување доколку се купи ризик и земјотрес. И има разлики, без разлика што сите сме во Скопје, дали некој живее во центар, дали некој живее во Ѓорче Петрос, Тафталиџе, Аеродром, Бутел. Значи, различна е степен на изложеноста на ризик и различна врз основа на тоа и цената што се плаќа према друштвата за осигурување. Нормално дека тука има влијаат и други фактори, дали се живее во куќа или во стан, во зависност и на кој спрат од стамената зграда, типот на градбата, значи дали дали е бетон, арматура и така натаму. И симулацијата покажа дека секој од нас би плаќал различна цена за осигурување со ризик на земјотрес, зборуваме за територијата на град Скопје. И при тоа секој друштво за осигурување кога продава полиса за осигурување, покрај тоа што се пополнуваат соодветни прашалници со цел да се види, се лоцира на кој дел од Скопје мора да направи физичка инспекција за да се види квалитетот на градбата и во тоа зависи и цената за осигурување. Професоре, уште малку па ќе сакам таа стимулација со апликацијата да се покаже како тоа може да се дознае секој кај што живее, да види колку е изложен на ризик неговиот дом. Има ли закон за градба? Како се спроведува? Како се почитува? И кој го контролира тоа градењето? Така, закон за градба има, се разбира, има и тоа закон за градба кој претрпува измени многу често, така да се апдейтира, што велат модерно. Со законот за градба се пропишува добивање на овластувања за физичките лица кои се вклучени во процесот на градење. Почнувајќи од проектанти, ревиденти на проектите, односно контролори на проектите, потоа надзори и изведувачи. За жал, според моје мислење, и не само според моје, туку и голем дел од колегите размислуваат на ист начин, дека критериумите кои се пропишани за добивање на овие овластувања се премногу ниски, опасно ниски. Јас само ќе наведам пример, еве, за овластување за категорија на објекти Б во кои што влегуваат стамбените објекти, бидејќи тоа е најпопуларно во моментов. За да бидете овластен проектант, за да се добие овластување за овластен проектант на ваква категорија објект, треба да имате само 2 годишно работно искуство и да имате испроектирано 3 проекти само. По моје мислење, за 2 години после дипломирањето, вие уште не сте свесен кој факултет сте го завршиле, а не пак да станете овластен проектант кој ќе гарантира со својот потпис и печат дека станува збор за квалитетен проект. Што е уште по-негативно, мислам и по-опасно е тоа што за да добиете овластување за ревизија, ви се исто така потребни 2 години работно искуство и да имате направено 3 ревизии. Ревизијата може да се добива врз основа, овластување за ревизија има логика да се добива врз основа на одредено искуство во проектирањето. Значи, вие кој ќе станете одличен проектант со одреден број на години искуство, да можете да преидете во категорија на ревиденти. Мислам дека тоа е една од работите која мора брзо да се промени. Ние за ова сме реагирале и преку Комората на инженери до Министерството за транспорт и врски и сметам дека треба многу брзо да се реагира и овие критериуми да се коригираат. Премногу се ниски критериуми. Другите сегменти околу наблюдување, изведба, кој контролира? Да, сега имаме една новина со измена на законот од пред скоро 3 години, со која што на Институтот за сизмологија, односно за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија, му е дадено ексклузивно право да
врши контрола на сите веќе ревидирани проекти. Целосна контрола. Целосна од проект контрола, до од проект и до два градба. пати излегување на терен во тек на градбата. Се разбира тоа донесе одредени позитивни Добро, ефекти, добро. донесе позитивни ефекти, меѓутоа и контрола треба регулирање на оваа дејност, оваа сериозна, крајно сериозна дејност. Меѓутоа јас сум повеќе склон на тезата дека знаењето треба да се расшири што повеќе, имено како во зградите. Не треба да цела зграда се ослонува на еден столб, во тој случај е лесно ранлива. Треба да има многу столбови доволно моćни за да може и енергијата да се распореди. Има ли други институции што може да ја споделат оваа контрола? Веројатно има, за да може да има повеќе субјекти кои што побрзо. Да, повеќе би се задржал на тоа да се воведат многу ригорозни критериуми за ревизија на проектите. И таму да не може да помине се и се што од проектот. Бидејќи не е само количината на бетон и арматура, она што споменате претходно битен е и самиот концепт на конструкцијата. А кога ќе дојде пред крај веќе на завршен преглед, тоа е многу тешко да го вратите назад, затоа што процесот е таков каков што е. Се разбира, треба да најдеме начин како на наједноставен, со наједноставна метода, на наједноставен начин ќе извршиме максимална контрола на градењето. Имаме случаи да имаме многу често виртуелен надзор, фигурира надзор, а всушност не врши надзор на објектите. Значи, ова се податоци кои ви кажувам од терен, ова не се прераскажувања. Имаме случаи на несоодветна контрола на вградени материјали. Например, 90-тите години имавме увоз на арматурно железо Молдавија, Унгарија без никакви контроли спроведени. Сето тоа е пропишано со стандардите, меѓутоа се наоѓа начин како тие да се изигра. Ева од каде недовербата, можеби? Можеби. Видете, недовербата можеби произлегува од самите нас, бидејќи ние знаеме што се случува по некој пат, а некогаш сме и ние самите учесници во тоа. Дел од нас уриваме ѕидови без никаков проблем во нашите домови. Или доградуваме сопчиња, шупи, балкон, преграда. Не почитуваме правила, правиме интервенции, отвараме доле во јавни простори, отвараме кафеани, отвараме продавници, уриваме ѕидови, при тоа не консултираме стручни лица или не почитуваме стручни мислења. Можеби сето тоа си го носиме како товар во мислите и после тоа реагираме вака како што реагираме. Има и тоа логика. Не сум стручен во таа област. Има и многу стари куќи веројатно кои што уште не се реновирани, а тие се најмногу на удар, можеби. Апсолутно, има и стари. Имаше и голем број дивоградби, нели, кои што не знаеме како се направени, по кој стандард на совеста на собственикот. Апсолутно, тоа е еден исто сериозен проблем за кој што реагиравме, меѓутоа не беше нашата реакција земена предвид. Јас колку што знам од средствата за јавно информирање, се споменува бројка од 300.000 дивоградби кои се легализираат. За нив се бара некоја геодетска снимка само, при тоа не се бара проект за конструкција да се види дали таа ги задоволува овие стандарди од аспект на незината носивост и стабилност. Во 300.000 објекти нека е просечно четворочено семејство нека живеат, тоа се 120.000 жители. Знам дека во тој процес на легализација се пробна законски, затоа што законот тоа го возможуваше, и одреден број на висококатници. И тоа се легализира и излезе на пазарот на недвижности и се продава, нели, сето тоа што следи понатаму. Имам уште едно прашање, не знам да го споменате во текот на разговорот, до овие што се регуларно изградени и објекти, згради, стамени објекти, до кој степен на потрес може да издржат и дали има таков стандард кога се градат? Да, значи бидејќи рекоме дека се ова скопското птушно подрачје е доста катаклизмично, значи има разен тип на удари кои што се катастрофални, може да ги срушат. Значи правени се по некој лимит. Апсолутно, правени се со лимит и бидејќи се уште ние ги користиме стандардите кои се донесени 80-тите години. Се уште се водиме според Меркалиевата скала, значи скопското подрачје се проектира за објектите во скопското подрачје се проектираат за земјотреси со јачина од 9 степен според Меркалиевата скала.
Нема професорката, сега има 3 типа Меркалиева, Рихтерова и таа европска макросеизмичка. Не го знам со односот како. Рихтер, според Рихтер се представува енергијата која е слободена од земјотресот, а овие другите две се занимаваат со манифестацијата на земјотресот на површината. Да. Така да Рихтер е математички можеби попрецизен, меѓутоа она што нас како жители ни интересира е како тоа се манифестира на површината. Добро, одиме што со уште еден блок реклами, режија или малце подоцна? Еве не, во отвореното студио на телевизија Нова расправаме за земјотресите што го тресат Скопје. Морам да кажем дека ми е навистина жал што не дојде професор доктор Драгана Черник Атанасовска од Сеизмолошката обсерваторија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од синој ќе се договараме, неколку пати се слушнавме по телефон, таа вети дека тргнува да дојде во ова студио. Не знам зошто не е тука, претпоставувам дека имаат оврски, но мислам дека е оврска и да се биде со граѓаните, да се информираат, бидејќи нивниот дел од работата е многу важен во овие моменти и граѓаните треба да знаат што и како се случува. Таква информација вечерва ќе изостане. Имавме многу прашања околу тоа дали овие стручњаци, ако не знаат да кажат кога ќе почне земјотресот, а не знаат, дали знаат кога ќе завршат. Веројатно и тоа не го знаат. Тоаш, веројатно само знаат утре да ни кажат дека имало земјотрес, што веројатно ние самите ќе забележиме дека е така. Но нека и биде на чест на нив, што не дојдоа вечер во отвореното студио. Претпоставувам дека не е единствената вработена господјата Черник Атанасовска. Има и други кои што можеа да заменат или таму или тука. Но тоа е на нивна одговорност. Ние продолжуваме понатаму. Господине Поповски, ајде малку околу апликацијата, барем граѓаните што имаат дома компјутер, да проверат каде живеат, на какво трусно подрачје. Значи, мал вовед во однос на апликацијата. Како што кажав, во рамките на проектот Европаре, кој што беше во функција на промовирање на осигурување од катастрофални ризици, Светска банка даде една силна поддршка со ангажирање на светска реномирана куќа која има искуство на глобално ниво во однос на снимање на ризици, на изложеност, и тоа на двата најнепосекувани, а најчесто случувани ризици, тоа е земјотрес и поплава. Имаме на веб апликација која се вика Cat Monitor, при што секој граѓанин може слободно да се регистрира. Сега не знам дали тоа ќе го прикажете на екраните. Ајде режија како можете. Значи ова е таа веб страна. Значи тука е лесна апликацијата, многу е пријателски ориентирана. Имате на македонски јазик, на албански, на српски, бидејќи се однесува за трите земји, што се дел од проектот. Имате ризик земјотрес, ризик поплава. Вие треба само да се најавите, да се регистрирате за да добијате соодветна лозинка и вие во секое време можете да влезете во вашиот профил, си обирате вашиот објект, само ќе внесете општина во која што живеете, кажеме Скопје, Струга, Кавадарци и така натаму, улица ќе внесите и ќе ви го мапира самиот програм вашето место на живеење, без разлика дали е куќа или е стан, меѓутоа тоа се однесува и за правните лица, каде што може да се лоцира и фирмата, магазинот, фабриката, погонот и така натаму. И врз база на тоа мапирање на ризици, како што кажав, се користат влезни податоци од еден 100 годишен период искуства со земјите кои што се случувале на територија на Република Македонија, ќе ви каже колку сте вие изложен на тој ризик земјотрес. Дали може да видите дали тоа дело? Тоа е еден извештај кој што ќе го добијате на крајот од ова ваше логирање. Значи тоа е еден 9 страни извештај, со тоа што во тој извештај е наведено и степенот на изложеност на ризик и во зависност од тоа се дава и препорака дали треба да се купи осигурување. Како е изразено степенот во низок, среден, висок, значи дадено е со соодветен опис,
при што тој опис има толкување на тие термини. При тоа има и дополнителни вид на прашалници, кои што треба да се со едноставно кликање да се одговорат од видот на кога изградена вашата куќа или вашата стамбена зграда и даден е ранг на години. Например, дали е до 1906 или од 1906 до 1980, од 1980 до 2000 или после 2000 година, каков тип на градба е и дали е нискокатница, повеќе катница, односно има 3 нивоа, до 3 спрата, од 3 до 8 и над 8 спрата. И зависност од одговорот на тие прашања, на крај ќе добијате вие дефинирање на ризикот на изложеност од земјотрес, со тоа што истиот овој извештај може да го правите и за ризик од поплава. Значи, ова е јавно достапна апликација и секој граѓанин може да има пристап и таа се апдейтира. Да знае што да прави. Точно, таа се апдейтира бидејќи има соодветен внатре вграден математички, статистички, актуарски модел кој што функционира на база на апгрейдирање. И јас проверив конкретно за мојот случај, за мојата куќа која што имам во Струга, бидејќи јас живеам во Струга, таму е мојот дом, и пошто и таму се почувствува земјотресот и веќе овој земјотрес вграден во тој модел и така да тој е онлайн и автоматски информациите се вградуваат како што се случуваат ризичните настати. И мислам дека тоа представува една многу ефикасна алатка кој што граѓаните би требало да ја користат, да расте свеста за тоа колку се изложени на ризик, со цел да донесат одлука дали ќе купуваат осигурување или нема да купуваат. Има уште едно прашање што е заедничко на два начина ги водам темиве и тоа ќе дојдеме, но првин до професорот Марковски. Најчесто сега говоревме и претходно за индивидуални стамбени згради. Дали се води сметка исто така и за оние општествени добра, значи брани? Дали браните се безбедни? Дали те исто така се градени, а се измички, и тоа е уште многу поважно. Може тоа е Козјак, не дај Боже нешто да се случи. Резервоари, трговски центри, јавни објекти. Апсолутно. Нема објект во Македонија кој што не е третиран на сеизмичко дејство. Особено сметка се води за објектите што се така наречена повисока категорија, кои имаат општествена вредност и значење и таму предпазливоста и начинот и воопшто и на проектирање пропратени со начинот на градење соодветствува на нивната важност. Македонија беше лидер во регионот во однос на сеизмичкото градење, значи една од добрите страни на катастрофалниот земјотрес од 63 година беше таа што свеста за потребата од сеизмичко градење се подигна на исклучително високо ниво. Целиот свет инвестираше во знаењето на овој кадар тука во Македонија. Знаете дека Институтот за сеизмологија е исто формиран од Обединетите нации и имаат доаѓање на експерти во тој период од целиот свет да ги едуцираат инженерите во Македонија и можам да кажам дека навистина ние долги години, долг период бевме лидери во таа област и се уште мислам дека не сме лоши. При вакви ситуации се контролира, се оди на терен да се види каква е средечна постапка. Видете, кај сериозните објекти како што се браните, например, сите брани се мониторирани 24 часа. Значи има вградено опрема, особено поновите брани, има вградено современа опрема која во секој момент покажува како се однесуваат деловите од браната и ако нешто се случи што е непредвидено, се констатира, тогаш веднаш се алармира целиот систем. Значи не се остава на случајот, тоа секако би требало да биде пракса и за поголеми мостови, позначени инфраструктурни објекти. Тука би требало малце свеста да ни се подигне за да имаме целосна контрола на тоа како објектите се одвижуваат. Во ИЗИС има платформа за симулација на земјотреси. Толку така.
каков тип на објекти се проверуваат? Дали се тоа од овие што велите од поголем ризик, поважни објекти или секоја стамена зграда или пак позначени објекти, на каков тип на земјотреси се изложуваат и колку тие симулации кореспондираат со реалноста, со реален земјотрес? Апсолутно, значи симулациите, односно испитувањето, тестирањето на модели на реалните објекти се прави скоро за сите позначени инфраструктурни објекти. Во Македонија, институтот, колку што јас сум запознат, врши услуги за такви објекти за други држави. За стамбени објекти, ако се работи за некоја поспецифична стамбена зграда, или пак едноставно оној што инвестира сака да се направи испитување на моделот, тога се прават соодветни модели, се испитуваат на записи на вистински записи на земјотреси или на вештачки записи од земјотреси и се гледа како конструкцијата се однесува. Секое такво испитување, и не само такво, испитување од терен што се прават на изведени објекти, се добредојдени за развој на знаењето, кој понатаму се користи за подобрување на квалитетот на градбите. И тука инвеститорите, а тука најмоќен инвеститор е секојаш државата, треба да биде свесна и на тој начин да го подпомогне развојот на градежната мисла, да со вложување во такви инвестиции, во истражување, во следење, во мониторинг на конструкции, да се секојдневно, постојано да се подобрува квалитетот на градењето. Значи, ако е изградена соодветно, не е битно колку е висока, да речеме сега гледам оние големине Sky City, тие се за македонски потреби многу високи згради, баш се правени во Скопје. Така. Значи, без разлика што толку високи, ако се правени според стандардите, бидејќи во светот има и повисоки од нив, па издржуваат. И низок објект, ако не е добро направен, може да биде поризичен. Како имаше една тенденција во Скопје, може би после земјотресот се градеа до 4 до 5 спрата, како по-безбедни, меѓутоа не мора ништо да значи. Има разни теории, не мора да значи. Да не навлегувам, сега не, мислам во многу детали да не навлегувам. Генерално би кажал дека ако е добро направено, дали е висока 20 ката, 30 ката или е двокатница, не значи не би требало да нарасте. Поповски, веројатно ваков однос има и државата кон своите објекти. Дали таа може да се јави како конзумент, како корисник на полиса и да побара од одредена осигурителна компанија заштита на некои нивни објекти? Значи, државата, вклучувајќи ги сите државни институции, од министерства, од универзитети, школи, болници и така натаму, општини, тие сите се уват како осигуреници. Тие креираат поборувачка. Значи, сите тие се потенцијални купувачи на осигурување, вклучувајќи ги сите тие инфраструктурни објекти, кои што кажавте, ето и патишта, автопатишта, мостови и така натаму. Согласно со податоците со кои што располагаме, можеме да кажеме дека токму кај, да кажеме, и правни лица, вклучувајќи и државата, свеста е многу пониска во однос на споредбено со граѓаните. Окупување на осигурување од ризик и земјотрес. Ако јас веќе кажав дека 3,5 пати имаме поголема продажба на полиси со вклучен ризик земјотрес кај населението во 2016 во споредба со 2014 година, кај правните лица имаме скромен пораст од 30%. Тоа значи дека свеста е на многу ниско ниво. Тука и државата е вклучена? Тука е вклучена и државата и сите државни институции, што ние добиваме информации кога се објавуваат тендери за набавка на осигурување, дека ризикот земјотрес е многу малку застапен. Така да државата треба повеќе свест да има во однос на купување на осигурување. Факт е дека ќе поскапи осигурувањето, дека тоа ќе представува дополнително оптоварување на буџетот. Споменици, некои се случуваат и пожари, па има големо национално богатство може да изгори, да се уништи. Точно е тоа, меѓутоа не постои голема свест во однос на осигурување од ризик земја. Државна институција. Да. Агенција, така? Па добро, ние апелираме дека треба да има осигурување.
Меѓутоа, статистиката Уште две покажува... прашања кратки. Да. Најавивте наскоро доаѓање на голема осигурителна компанија во Македонија. Дали се близко е до таа реализација или се уште сме далеку од тоа? Па, да, јас минатата пат кога бев гостин ви кажав дека имаме најава од светска реномирана компанија. Токму пред една недела имав средба со висок представник од таа реномирана светска осигурителна компанија и неговата изјава или коментар беше дека да, се уште сме заинтересирани, меѓутоа чекаме политичката ситуација сепак да се стабилизира. Значи, тоа е фактор број 1 кој што делува на пролонгирање на носење на одлука за влез во Македонија. Добро, уште еден блок реклами и завршувам. Професоре Марковски, каде живеете? Во зграда или во? Да, во зграда, да. На кој спрат? На трети. Кога дрма бегате? Нема шанси да се избега, така да треба да... Не е спасот во бегањето. Спасот е во квалитетната конструкција. Значи сега ако здрма тука да седиме, нема кај да бегам. Па не би зависи избегале. колку дрма. Не. Или што е мој, бе, на глава? Не би избегале, да. Сега, како да ви кажам, Тоа се бија препораки дека е најдобро се остане во станот на 11 спрат, да не се користи лифт, да не се користат скали. Да, тоа се препораки кои се така, мислам спорадични. Едноставно треба да се разбере дека единствен спас од земјотреси е добрата градба. Сето друго може да има влијание, не многу, само квалитетната градба е тоа што гарантира дека можеме да безбедно живееме. Господин Поповски, не е врзано последното прашање за земјотресите, врзано за поплавите. Од последниот пат кога бевме, има исплати и како оди за оние говорам не од државата, оние лица кои што беа кои што веќе го има осигурувано своето име. Да, има исплати. До петокот веќе имаме пријавени скоро 810 штети по ризик поплава. Исплатени до петокот беа скоро 250.000 евра како надомесна штета, при што во процес на сервисирање на штети или како издвоени резерви за исплата на штети, осигурителните компании имаат резервирано пари уште за пола милион евра. Тоа се однесуваат за полиси кои што во себе исклучиле ризикот поплава. Така да брзо и ефикасно оди исплатата на штети од страна на друштвата за осигурување. И повторно ќе потенцирам како апел до осигурениците, до јавноста, секој осигуреник кој што има купено осигурување со ризик поплава, а евентуално има проблем во однос на сервисирањето на штетата, слободно се обрати до Агенцијата за супервизија на осигурување. Добро, ви благодарам на вашето учество во оваа емисија. Дали ги смиривме граѓаните или не знам, останува на секој индивидуално. Голем дел од нив се веројатно и надвор, можеби не ни гледаат телевизија, не гледаат оваа емисија. Тие што гледаат, можеби нешто ќе научат. И некој сакам да кажам дека лично навистина сум малку лут од недоаѓањето на доктор Драгана Черник Атанасовска. Имав неколку прашања до неа. Значи, колку земјотреси имаше досега, од каков тип беа и со која јачина, какви земјотреси има, по која скала се мерат, до кога ќе тресе, дали воопшто знаат, на кој расат и како се наоѓа Скопје, нешто одговоривме, но не таа, на која длабочина обично се случуваат земјотресите во Скопје, прецизност на мерните инструменти во споредба со меѓународните, бидејќи на првиот имаше граѓаните од гуглаат и наоѓаат различни податоци на тоа каде е епицентарот и со која јачина бил. Дали поплавите може да влијаат и да бидат причина за земјотреси, не одговоривме, а епицентарот покажува дека е таму некаде кај Стајковци, таму каде што имаше и поплави. Но, еве, нека одговорат во текот на идните емисии, некаде каде што мислат дека е важно да кажат, важно е граѓаните да знаат овие прашања, да ги имаат предвид. Треба, веројатно, тие мерни инструменти за кои што државата издвоила пари, да бидат по функција на граѓаните. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости, вам почитуваме гледачи, бидете мирни и средете се некако, ќе издржиме, ќе поминат велки овие земјотреси во Скопје. Пријатно.